Сите сонуваме за совршена холивудска насмевка. Сепак, не секој може да си дозволи третман за избелување на забите кај стоматолог. Постојат неколку ефективни начини како природно да ги избелите забите во домашни услови, без притоа да ја уништите забната глеќ. Пред се, неопходно е да се придржувате до соодветната грижа и да се грижите за четкање на забите најмалку 2 пати на ден. Користете ја пастата за нежно да ги отстраните дамките од површината на забите. Пастите за избелување всушност не избелуваат, туку имаат состојки кои поефикасно ја чистат забната глеќ. По темално четкање, искористете забен конец за да ги отстраните сите бактерии кои можат да се направат во наслаги. Некои традиционални лекови, како што е ајурведската медицина, советуваат да мачкате со лажица масло во устата 15 до 20 минути. На овој начин веруваат дека се извлекуваат бактериите од устата. Можете да користите маслиново, кокосово или сусамово масло. Една неодамнешна студија покажала дека употребата на кокосовото масло може да се користи како природен антибиотик за да се спречи расипување на забите. Постојат и некои истражувања во корист на ефективното белење на забите по 2 недели користење на 6% хидроген. Сепак, стоматолозите веруваат дека со овој третман премногу ќе ги иритирате непцата. Затоа, сода бикарбоната е благ абразив и замена што може сами да ја пробате за да ги измиете забите. Така што ќе направите паста од сода бикарбона или ќе ја истурите на вашата четка за заби. Нема многу пријатен вкус, па може би е подобро да го користите во комбинација со пастата што вообичаено ја користите. Овој метод треба да покаже позитивен ефект со текот на времето и не е штетен за забите. Некои овошки на природен начин ги избелуваат забите. Такви се јаболката. Тие го зголемуваат лачењето на плунка, која пак помага да се измие киселината, а се смета и дека ананасот помага во избелување на забите. Од друга страна пак, се верува дека лимонската киселина од јагодите може да ја оштети забната глеќ. Јаболков оцет. Некогаш се мислеше дека јаболковиот оцет е целосно магичен, но сега многу луѓе го пијат со надеж дека ќе биде доволен, например, да се ослободат од вишокот килограми. Овој оцет е неспорно моќен, но не и семоќен. Кога се користи за плакнење на грлото и устата, некои веруваат дека на тој начин можат да ги избелат и забите и да ги отстранат дамките од нив. За жал, не постои студија која може да потврди дека ова е ефикасен метод, но дефинитивно јаболковиот оцет треба да го користите во исхраната. Активниот јаглен е еден од најлесните и најефтините начини за природно избелување на забите. Издробете во прав таблетки од активен јаглен, навлажнете ја четката за четкање на забите, намачкајте ја со правот од јаглен и четкајте ги забите како и вообичаено. Млекото во прав исто така ќе ви помогне да ги направите вашите заби бисерно бели и да ги задржите здрави. Ставете малку паста за заби на вашата четка, додадете малку млеко во прав и така четкајте ги забите. Практикувајте го ова еднаш до 2 пати неделно. Ставете малку сода на вашата четка за заби и додадете неколку капки сок од лимон над неа, за да добиете сјајни бели заби. Не заборавајте да го користите овој метод на белење на забите не почесто од еднаш во неделата. Најдобар метод е да не дојдете во ситуација кога ви треба избелување на забите, па затоа треба да внимавате што јадете. Пушењето или џвакањето тутун предизвикуваат дамки на забите кои не се здрави. Забите може да потемнат и по јадење на шумски бобинки, кафе, црвено вино и газирани пијалоци. Не мора целосно да се откажете од нив, туку користете ги умерено и веднаш исплакнете ја устата со вода за да ги намалите шансите тие да влијаат на вашите заби.